Добро вечер со топ тема. Каков криминал гони финансиската полиција? Кои се најголемите суми со кои е оштетен буџетот? Дали има и други истраги во Реки и СМ? И докаде е случајот со лотарија? Има ли доволно финансиски инспектори? Ова се само дел од прашањата што вечерва ќе му ги поставам на Слободан Ивановски, директор на Управата за финансиска полиција, а интервјуто е веднаш по рекламите. Останете со нас. Како што веќе најавив, интервју со Слободан Ивановски, директор на Управата за финансиска полиција. Добре дојдовте во топ тема. Добро ве најдов. Мило ме што сум гостин на топ тема. Па, бога ми и нас, затоа што денеска најновата вест е повторно поврзана со финансиската полиција. Се работи за објектот кој своевремено беше изнаемен на државната лотарија, за кој што пишува и медиумите, имаше детали за тоа како е направена сделката. И затоа почнувам со најновата вест денеска. На што се однесува точно пријавата, затоа што кај лотарија има неколку пријави кои се работат, ова е еден дел, верувам, што го работи финансиската полиција. Па во овој предмет се работи за закуп на недвижност, односно на објект во Визбегово. Објектот не ги исполнувал условите од повикот на државна лотарија и имаме основано сомнение дека е сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од екс-директорот на државна лотарија. Односно, сумата која што се плаќала за закуп на ова земјиште е преголема, затоа што според проценките и според вештачењето кое што е направено од страна на државна лотарија, во оваа област метар квадратен закуп се движи од 2,5 до 4,5 евра од квадрат, а ова е склучен договор за 9 евра од квадрат и станува збор за месечна кирија за закупнина од околу 22.000 евра. Тоа е месечно 22.000 евра. Месечно 22.000 евра. Дополнително, објектот не бил адаптиран и не ги исполнувал условите и накнадно е договорено да се реновира и да се адаптира тој објект и да бидат искористени средства од околу 1.800.000 евра. Значи да му го подноват објектот на собственикот на и покрај тоа што не ги исполнувал условите и покрај тоа што е преголема киријата да се адаптира одново тој објект. Ова кривична пријава е за поранешниот директор на лотарија? Да, за екс-директорот на државна лотарија. Прпарин Бајрами кој што е во бегство. Меѓутоа финансиската полиција работеше уште еден случај поврзан со лотарија, тоа уште два. Да. Тоа е случајот за набавката на ВЛТ апаратите. И тоа е уште и вториот случај во делот во набавка на телевизори, принтери и компјутери. Во првиот случај за набавка на ВЛТ апаратите, пак имаме основано сомнение дека е злоупотребена службената положба, односно овој тендер е околу 500 милиони денари, и државна лотарија и покрај тоа што го немало тоа право за да приредува интернет и електронски игри на среќа кое што му било вложено во Казинос Австрија, значи извршила ваква набавка за отприлика околу 1100 терминали и тендерот е околу 500 милиони денари, со што е и штетата на државна лотарија во тој износ. Докада се овие предмети, со оглед на тоа што беа пред неколку месеци од финансиската полиција упатени на обвинителството, дали вие потоа го следите тој трак и каква е соработката не само за овој предмет? Па вака, овие предмети се доставени во обвинителство заедно со сите материјални докази, со целокупната документација и натаму оставаме на обвинителството да видиме да донесе соодветна јавна обвинителска одлука. Нашата работа завршува со поднесувањето на кривичната пријава. Доколку тие сметаат дека треба да се направат некои дополнителни проверки и дополнителни истражувања, може да достава дополнителна наредба до нас и сето тоа ние да го истражиме. Дел од предметите за лотарија ги води и Министерството за внатрешни работи, не се сите кај вас. Да. Дали ќе се отварат и други предмети за лотарија или Па за сега немаме оперативни сознанија за други предмети, но не ја исклучуваме и таа можност. Јас почнувам некако и со најновите предмети. Кај нас е интересно што секретарите на влада, генералните секретари или пак за СОЗР добиваат кривични пријави. Таква ни е историјата со поставените личности на тоа место и сега некако во исто време и два бивши директори на СОЗР добија пријави од финансиската полиција. На што се должеше тоа? Затоа што не беше изненадување, можеби
толку големо, а од друга страна дали се направи еден баланс што и двата директори од различни влади па добија пријави. Сега ова вакав впечаток на јавноста го интерпретирам јас. Правен сакам да ги објаснам моите принципи на делување и работење. Значи, за мене нема да има поделба на сегашни, идни или поранешни функционери. Секој еден што се огрешил, треба да се сноси одговорност, нормално во законска постапка, во кривична постапка. Така да секаде каде што ќе имаме индиции и основани сомненија за сторен криминал, ние ќе постапуваме. Значи, нас ни е битно во оваа држава да завладее правото, но не само тоа да бидат празни зборови, туку да го покажеме и на дело. Исто така, да, имавме случаи во делот со Созара, каде што имаме основано сомнение дека се сторени кривичните дела проневера во службата, фалсификување на службена исправа, несовесно работење, каде што во периодот од 2021 до 2024 година биле склучувани договори за јавни набавки, но истовремено поранешниот директор на Созара имали директна материјална корист од тој економски оператор и исто така не го пријавил судирот на интереси. Зборуваме за Песи Мирчевски, затоа што два директори да пријави. Да. Дали има истраги во тој период, а и во претходниот можеби и за други работи во владата, набавка на авионски карти, да кажеме, можеби во делот на обезбедување, бидејќи практично стопанот или домакинот на владата е Созара? Па вака, ние кај нас стигнуваат оперативни сознанија за одредени сторени криминали, но за да изградиме теорија на случај, мора да имаме сериозни индиции и докази врз основа на кои што би отвориле предмет. Сега за сега друг предмет немаме, но не исклучувам во иднина доколку дојдеме до одредени индиции и докази да отвориме предмет. Исто така, овде сакам да упатам и еден апел до граѓаните и институциите. Според Законот за кривична постапка, секој еден граѓанин, секоја една институција која ќе дојде до сознанија или до материјални докази за сторено кривично дело, таа има обврска да го пријави тоа до надлежните органи. Небитно дали е правосудна полиција, дали е јавно обвинителство, битно сето тоа треба да биде процесуирано до нас. Да не забравяме и пријавата за претходниот директор, имаше исто пишував и медиумите во тоа време за договорите за чистење на владата со одредена компанија и слично. Да, финансова полиција водела постапка и за предпретходниот директор, така да јас во тоа време не сум бил начело на финансиска полиција и не можам да дадам некои дополнителни информации и сознанија во врска со тоа. Добро, колкава штета на буџетот треба да има за да се отворат финансиски истраги и нормално ако има елементи да се учинат финансиски пријави? Штетата на буџет кај нас, според нашиот закон за управа за финансиска полиција, значи ние сме надлежни за кривичните дела перење пари, недозволена трговија, криумчарење, даночно затојување и други кривични дела кои што во себе вклучуваат значителна противправна имотна корист. Значителна значи 50 просечни плати. Тоа е некоја сума од 2 милиона денари минимум па нагоре. И затоа управата за финансиска полиција е надлежна за овие кривични дела. Овде сакам да напоменам дека претходно финансиската полиција работела и помали дела, односно помали износи, но сепак јас би се одредил за квалитативно визави квантитативно работење. Вие можете да поднесете 100 кривични пријави, кои што во себе ќе вклучуваат 200 или 300.000 денари штета, не ги занемаруваме тие, но сепак ние треба да работиме сериозни износи и сериозни штети на буџет, односно штети од големи размери. Затоа сме финансиска полиција. Мислам 8-50 просечни плати да не ги пресметуваме, отворивте неколку случаи. Крмзов беше голем случај. Истрагите во ЕСМ се со големи тендери. Ги спомнав веќе, ајде во лотарија, вие имате само дел од таа истрага. Опфатени беа и други фирми. Колкава е вкупната сума, еве вие од која сте директор на оштета на буџетот што сте открила и каде е најголемата сума на оштетување на буџетот? Од која истрага го утврдивте тоа? Па вака, додека јас сум од кога сум дојден на функцијата директор на управа за финансиска полиција, до сега, до денес, се поднесени 29 кривични пријави, кои што во себе вклучуваат штета од околу 852 милиони денари на буџет. Значи, ова значи квалитативно работење. Сакам да кажам дека и во иднина, без разлика за која институција, за кој функционер да станува збор, управата за финансиска полиција ќе постапува и ќе го сработи секој еден предмет темелно. Еве пример, во делот со случајот за РЕК имаме штета од околу 178 милиони денари.
Така да исто и ова со ХЕИ е 24 милиони денари. Значи, нас сумите секогаш ќе не водат во делот на тоа да дадеме акцент и приоритет на тие случаи. Сите случаи невозможно е во еден момент да се изработат, да се истражат, но сепак врз основа на нашата функција, која што значи откривање, истражување и пријавување на кривични дела, мораме да дадеме приоритет на поголемите износи, на поголемите штети на буџет, истовремено и таа штета да ја обезбедиме преку мерки за обезбедување на имотот. Сега почнавме со тие мерки преку јавното обвинителство. Во случајот со ТИРС и во случајот со РЕК замрзнавме имот, средства на сметки, недвижен, движен имот, така да и во иднина таа пракса ќе продолжи. Да, еве и последнава емисија што имавме ние на кој беше дека се запленети возила, дека е замрзнат имот на една од фирмите која работела со РЕК. Во случајот на Тирско исто така со Зобек голем случај, ќе треба и на него да се осврнеме. Меѓутоа, кога ќе се спомена конфискација, имаше напори од американците, например, тоа да го вметнат и во еден закон поврзан со Министерството за надворешни работи. Па тука беше дилема дали владата се меша во тие ингеренции. Кога зборуваме за конфискација, имаме и агенција за одземен имот. Меѓутоа, што се случуваше во минатото? Случајот Трансмерт е типичен пример на неодземање на имот, не замрзнување на имот и државата практично ништо не доби од него. Во која фаза можете да го замрзнете? Затоа што кога ќе упатите кривичната пријава, дали и каква е соработката со обвинителството? Дали веднаш може да се пристапи кон замрзнување на имотот, затоа што, како велат американците, ако не можеш веднаш да го осудиш, гледај бар да можеш да му ги земеш парите. Да, можеме во секоја фаза од постапката да замрзнуваме. Значи, јас тука би ги спомнал и финансиските истраги. Едно е криминалистичкото истражување, друго се финансиските истраги. Финансиските истраги се насочени во делот на идентификување, утврдување, лоцирање и замрзнување на имотот кој што може да биде принос од казниво дело. Значи, затоа и во овие два случаи и во иднина, тоа ќе биде пракса, преку јавното обвинителство можеме во секоја фаза да го замрзнеме тој имот, со што би ја обезбедиле евентуалната штета која што ќе биде констатирана со правосилна судска одлука. Така да во овој дел имаме добра соработка со обвинителството, затоа што од интерес ни е не дека е незначително колкова ќе биде санкцијата или ефективната казна затвор за евентуалниот сторител на кривичното дело. Но јас сметам дека уште побитно е да ги вратиме парите на граѓаните назад во буџетот. Тоа тешко некако ни одеше, затоа реков во минатото. Парите би ги вратиле само со замрзнување на имот и со одлука за конфискација од страна на суд. Но сето тоа ние како правосудна полиција треба да го провериме, да го идентификуваме, да го утврдиме и да го лоцираме. Кажавте дека имате повеќе ингеренции од даночно затајување, преку перење пари, следење на парите практично. И верувам соработката и со УЈП, и со Управата за финансиско разузнавање, и со другите институции треба да биде на ниво. Меѓутоа, она што и ние порано сме го работеле со Управата за финансиско разузнавање е следењето на парите кои доаѓаат од надвор или обидот за перењето на пари. Дали УФР во еден наврат, бидејќи имаше и брифинг поголем, спомена дека се вработени предмети кај нив, дека се доставувани до финансиската полиција и во минатото. Добро, колку таа соработка трае и колку пак увидовте дали се работеле тие предмети или не се работеле? Јас не можам да зборувам за конкретни предмети. Можем да кажам дека во моментов имаме одлична соработка со Управата за финансиско разузнавање и со тамошниот директор, и тие се битна алка и логистика на нашата институција, односно секоја една сомнителна трансакција која што доведува до берење на пари се алармира и се доставува извештај од страна на финансиско разузнавање до нас. Сега соработката е одлична. Во минатото имам констатирано дека да кажам дека имало неажурно постапување во врска со дописите од страна на УФР и не бил ставан акцентот на тие предмети кои што сепак биле битни предмети. Јас ова го зборам од искуство што го работевме предметот со Равија, например, кој што го работиме и ние долго време, верувам и Управата за финансиска полиција ги следела за финансиско разузнавање ги следела тие трансакции, меѓутоа има и други предмети во кои што сме увиделе дека треба да стасат. И сега во кој момент го превземате предметот? Тие ви сигнализираат, па го упатуваат на вас, бидејќи ти имаат одредени ингеренции на следите, потоа вие ги превземете предметите. Во која фаза?
тие ги следат трансакциите. Кога ќе констатираат дека има сомнителни трансакции, прават анализа, изготвуваат извештај и тој извештај го доставуваат до нас. Кога ќе го достават до нас тој извештај, ние сепак вршиме првични проверки, дали треба да отвориме предмет или не треба да отвориме предмет. Кога ќе констатираме дека има доволно индиции за сторено кривично дело, ние отвараме предмет во Управата за финансиска полиција. Она што не можеме да не ве прашаме е работа што никој не е обелоденил, освен кога го ставија на црната листа Артан Груби, а тоа е дека заедно со судијата Енвер Беџејти се ставени на црна листа затоа што, да речем, има сомневање или одредени индиции и докази за понуда на мито. И ова сепак е во делот на финансиите. Зависи од сумата што е била понудена, а ние зашто немаме се уште сознанија. Дали може би имате ваков предмет вие, и затоа што никој до сега не зборува за ова? Во моментов немаме ваков предмет, но според мои сознанија и според информации со кои што јас располагам, видовме и во медиумите дека јавното обвинителство отвори предмет по допрен глас за овој предмет. Колку што јас знам, се постапува, а ние како правосудна полиција, јас ве уверувам дека сме спремни доколку стигне наредба за овој предмет да го работиме ние ова. Најдовте ли поврзаност на Груби со лотарија, бидејќи еве ајде да кажам дека ние бидејќи го работевме доста и тој предмет индиректни имаше сознанија, немаше директно. Тој дел од предметот го работеше МВР, Оделението за организиран криминал, ние го работевме предметот во врска со ВЛТ апаратите. И во тој дел ние поднесовме кривична пријава. Во другиот дел работеше МВР и не би можел да кажам какви сознанија имаат. Да, ние ги утврдивме сите пари што се заработуваат врз основа на обртот од игри на среќа, и за Аустријан казино и за останатите, така што верувам дека се следи будно со оглед на обртот на средства, дали плаќаат даноци, дали се договорите исправни и слично. Не зборувам само за овие до сега што ги работевте. Финансискиот криминал има и лоша и добра страна. Лошата страна е таа што ќе ни треба време и се работи секоја за обемна документација која што треба да ја анализираме, да истражуваме, да вршиме проверки од една страна. Од друга страна, доброто е што секој еден голем криминал, условно кажано, односно голем износ на пари, не може да остане нескриен. Односно, условно кажано, граѓаните што би рекле тие пари не можат да завршат во перница, него мора да имаат некој трак на некоја трансакцијска сметка, да се преточени во некој недвижен, движен имот, така да тој не е така полесниот дел, затоа што секогаш големиот криминал, организираниот криминал не останува под тепих, него секогаш излегува на површина. Потрагата на парите, што би се рекло. Да. Имаше уште неколку предмети што ги работеше финансиската полиција. Еден од тие беше, има пријава за директорот на Тирзоните Деспотовски. Тој случај веќе е во обвинителството. Може ли да ни дадете и други детали за фирмата која што била најмувана за да работи? Тоа е Зобек Мининг, затоа што се работеше за големи суми. Дали имате дополнителни сознанија и во врска со оваа истрага? Дополнителни сознанија по основ на оваа пријава немаме. Можам само да кажам дека се работи за кривична пријава во која што се опфатени 8 службени лица, во која што е опфатен и екс-директорот на ТИР-зоните. Се работи за основано сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Овде штетата доаѓа некаде околу 194 милиони денари, што е така прилично висока. И можам да кажам дека економскиот оператор кој што ја добил, односно склучил договор за оваа јавна набавка, не го испочитувал клучниот услов кој што бил клучен за да ја добие оваа набавка, тоа е рокот за изведба. Рокот за изведба бил 120 дена, не го испочитувал, потоа тој рок со анекси бил продолжуван, била зголемувана и сумата за изведба, односно износот на пари кои што треба да му се исплатат, така да во тој дел екс-директорот на оваа институција не активирал банкарска гаранција, не активирал пенали, едноставно со наредни анекси го продолжувал договорот. Пак ќе кажам, ние имаме основано сомнение, сега на потек е обвинителство. Не би навлегувал понатаму, затоа што сепак да оставиме другите истражни органи да си го процесуираат овој случај. Да, кога ќе дојде нова власт и кога ќе дојдат еве и луѓе на чело на институциите од новата власт, секогаш се гони криминалот на предходната власт. И многу случаи се отвори, иако рековте дека вие ќе го следите
ќе следите работата на сите институции. Меѓутоа, бидејќи се работеше за господинот Деспотовски, имавте колку тоа и политички се сваќа дека е некој вид на, ајде да речам, освета политичка, или едноставно се држите до финансиите? Јас не познавам ниту еден од претходните екс-функционери, барем поголемиот дел. Јас сакам преку моите постапки во иднина и преку моето дејствување да ве уверам дека во иднина, без разлика, секој еден, дали е сегашен или иден функционер, кој што ќе се огреши, ќе биде ставен, ќе биде изведен пред лицето на правдата. И сакам да уверам преку моите постапки, не со моите зборови. Ова зашто ве прашувам, една од најголемата ризница, можам да кажем, за истражувачкото новинарство е ЕСМ и Рек Битола. Утврдивме, и вие со последниве пријави, тендери кои што се давани на одредени фирми, како по правило на истите. Ние тоа го утврдивме и со истрагата која беше давана за набавката на мазутот, например, како е наместен тој тендер, кој што е во обвинителството уште од претходната година. Меѓутоа, последниве пријави се однесува и на, се однесуваат на неколку лица и неколку директори. Дел од лицата се во бегство, еден од директорите е во бегство, дел од лицата се во притвор. Меѓутоа, еве, можете дали ја имате соберена целата штета од барем во пријавите што вие сте ги направиле, или барем парцијално? Па во случајот со Рек, од оваа дистанца не можам да ја кажам вкупната штета, можам да кажам само во делот на пријавата што ја поднесовме само за еден сегмент и само за една тендерска документација, а во иднина работиме и други постапки, се проверуваат и други наоди во делот на Рек, така да сепак вкупната штета на крајот треба да ја каже судот. Ние можеме да утврдиме основано сомнение дека е сторена таа штета. Сега на потек е обвинителство и судот, ама мислам дека таа штета би била голема и би изнесувала во милиарди денари. Имаме впечаток дека додека трае, односно дека сите до сега, не можам да кажам многу големи случаи, сакале нешто да бравнат од Рек, така ми изгледа. Според она што ние го истражувавме. Меѓутоа, еве, вие се зафативте со ископот и јаловината која што била во Рек и практично неможноста да се стигне до рудата, затоа што основниот проблем било таложењето на јаловината и покривката. Малце апстрактна тема, меѓутоа можете ли да објасните како ова всушност го следевте? Вака, во овие случаи, каде што ни требаат вешти лица, значи работава оди малку потешко, односно не можеме со таков интензитет да излеземе толку брзо. Консултираме стручни лица, во кои што прибираме мислење, кај што гледаме некои одредени наводи, вршиме проверки и најтешко е докажувањето на криминалот во делот на реализацијата на јавните набавки. Кога имаме аспект на тендерска документација и на, условно кажано, како што кажавте, местење на тендер, работава оди полесно. Но работава во делот на реализација на тендерот, оди потешко, пара доста време и сега не би открил детали за да не ја осуетам истрагата, на потек е обвинителството овде. Меѓутоа, ние во КОТ откривавме многу такви тендери, особено кога станува збор за Рек. Така е направен тендерот да не може друг да конкурира. Значи, и тука се повторуваат фирмите. Ајде, добро, сега имаме пријава и за директорот и за Рудкоп. Меѓутоа, многу работевме предметот со Марковски. Од друга страна, како и да свртише, и сегашната влада ги продолжи соработките и договорите со Марковски. Излегува дека во Македонија не постои друга фирма што може да одговори на тој тендер. Така се направени работите. Ова е типичен пример, како што беше примерот со мазутот. Во овој случај со Рудкоп, како што кажавте вие, ограничена е конкуренцијата. Значи, фирмата која што имала поприфатлива и поевтина понуда, која што имала најприфатлива понуда, е исклучена уште од старт за да не учествува во таа постапка. Значи, ЕСМ ја ограничила конкуренцијата овде за да може оваа фирма да го земе тендерот. Значи, тука е главниот проблем. Но и во иднина, доколку поседувате некакви сознанија од вашите истражувања, јас би сакал да ве охрабрам, доколку дојдете до некои информации, до некои докази, слободно да ги доставите до управата за финансиска полиција и ве уверувам дека ние ќе постапуваме по тоа. Знаете како ќе новинарите прво ќе објавиме, потоа ќе ви ги доставиме, па вие по добрен глас може да делувате. Значи, научното истражувачко новинарство нас ни помага. Во делот на тоа, кога вие ќе го експонирате случајот и ќе ставите акцент, ќе се прошири во јавност, тоа би значило дополнителен притисок ние како институција да мораме да постапуваме. Но мојата интенција која е?
независно на оваа функција дали сум јас или е некој друг или некој трет. Битното е, важното е да воспоставиме систем кој што ќе функционира, кој што нема да зависи ниту од Снежана, ниту од Слободан, ниту од некој трет. Секогаш кога ќе имаме материјални докази за сторено кривично дело, тоа да се процесуира, да се достави до обвинителство и да се постапува по тоа. Само со градење на систем и со доверба и со партнерски однос кон граѓаните. Јас сакам граѓаните да веруваат во оваа институција и да ги уверам преку моите постапки дека ние ќе постапуваме по сите основи на сторен криминал. Првиот тест ќе ви го направиме кога ќе откриеме криминал од некој од директорите или министрите или некој од сегашната влада, па ќе ве тестираме кога ќе излеземе во јавност дали ќе реагирате. Сепак јас сметам дека во ЕСМ истрагите не ви се завршени. Вие рековте не можете да зборувате многу за тоа, меѓутоа дали се работи за повеќе истраги паралелно кои ги водите? Не можеме да не ви прашам. Да, значи морам да се држам во делот за Законот за кривична постапка, каде што предистражната постапка е тајна и не можам да изнесувам информации, но еве ќе ви кажам дека се водат повеќе постапки за ЕСМ, за РЕК и сега не би можел дополнително да ви кажам некоја информација во делот на предистражната постапка. Ајде да свртиме обратно работата. Колку всушност тие истраги се поврзани со луѓето што работеле во системот на јавни набавки? Збориме и бидејќи има осумничени и за претходните тендери. Она што ние до сега сме го утврдувале дека најголемите суми пари на оштета на буџетот е токму од тендери. Било да се работи за Зобек, било да се работи за Рудкоп, па ќе видиме што ќе стане со фирмата Марковски или останатите кои сме ги работеле. Дали таму, бидејќи сега се менува и законот и условите, дали таму на вистина сериозно треба да се редефинира нешто, а од друга страна, што е битно за нас, битна е транспарентноста. Ако нема транспарентност во јавните најавки, ние не можеме да го следиме криминалот. Зборам како новинари. Па сите тие институции кои што ги споменавме биле инволвирани во овие наши кривични пријави и секаде каде што утврдивме основано сомнение дека е сторено кривично дело, значи секоја една јавна набавка, односно секој еден тендер, каде што имаме жалба и каде што имаме управна контрола, значи тоа треба да биде на некој начин надзорот врз тој тендер да биде секако што треба и дали се исполнети законските услови за тој тендер. Таму каде што утврдивме одговорност, поднесовме кривични пријави. Еве неколку случаи ќе споменам кои што можеби не одекна во јавноста, а тоа беше случајот со торакалната хирургија. Имавте соопштение за тоа и немаше многу детали и одек во јавноста, иако на пациентите многу им значи, верувам, таа истрага, особено пак како им се барало и мито или пак како нече и вие истражувате можеби во делот на набавките нешто друго, меѓутоа пациентите имаат различни искуства. Па првично како човек, а потоа и како функционер, би кажал една работа. Секој еден кој што прави криминал во здравството, односно врз грбот на граѓаните, по остов на здравјето на граѓаните, за мене е премногу сензитивна работа и сериозна, и потоа ќе посветиме особено внимание на тие постапки. Во делот на торакална, како што спомнавме, и тој предмет, ние во предистражна постапка, не би можел да изнесувам детали, само ќе ви кажам дека се истражуваат одредени јавни набавки, одредени постапки и сега за сега не би коментирал дополнително. Меѓутоа, една од првите ваши пријави беше неколку компании во однос на набавка на нафта и слично. И таа не велам дека се подзаборави, меѓутоа беше мрежа на неколку бензински и компании поврзани со префрлање на фактури, фиктивни или реални, затајување на данок и правење на една пирамида всушност. Докаде сте со таа? Па таа постапка не е во напредна фаза и сметам дека за многу брзо време ќе излеземе со соодветен поднесок до обвинителството. Така да би оставил еве Добро, колку компании беа опфатени со таа истрага и што всушност истражувавте, затоа што може јас и вие ги знаеме деталите од претходното соопштение, меѓутоа не гледачите. Па на почетокот не би
не би шпекулирал со колку компании се опфатени, затоа што кога тргнуваме на почеток, ние имаме една теорија на случај. Но врз основа на нашето постапување и на прибирање на податоци, информации и докази, може да се случи одреден доказ да ја демантира нашата теорија на случај и на крајот да не излезе ништо од тоа. Значи во овој момент, дотека не се собере целокупната документација, дотека не се анализира, дотека не се извршат проверки, дотека не се направат разговори со инволвираните лица, не можам да кажам со колкава бројка располагам. На дел од тие лица веќе се осумничени во други предмети. Да. Предпоставувам. Да. Добро, дали ми е точно тврдењето дека всушност се изградила една пирамида можеби за даночно затајување или за ДДВ поврат? Не би навлегувал во квалификација на кривичното дело, пак ќе кажам, мора на крајот да собереме сума сумарум се што ќе истражуваме и на крајот одлучуваме кои ќе бидат опфатени и за кое кривично дело ќе биде поднесена кривична пријава. Во однос на работата на предметите, често пати споменувате дека ќе се дигитализира системот. Не можам да ве пофалам дека многу сте транспарентни во однос на вашиот вебсайт, прво ќе кажам, а од друга страна се фалите со дигитализација, затоа што транспарентноста не подразбира само соопштение. Транспарентноста подразбира и поголема достапност на граѓаните до вашите информации и подобро разбирање на она што ќе го напишете. Меѓутоа, што за вас значи всушност дигитализацијата на вашето право? Дигитализацијата е неминовен процес кој што треба да се случи во сите институции, посебно во нашата институција. Кога ние водиме предистражна постапка, кога вршиме проверки, кога собираме податоци од други институции, секој еден лист хартија кој што ќе допре до одредена институција, нас може да ни ја контаминира целата постапка, односно да имаме проток на информации до евентуалните таргети кои што ги истражуваме. Па тоа, извинете, се гледа. Штим Прпарин Байрами веројатно знаел какви истраги се водат. Артан Груби избега, тој избега, Васко Ковачевски не е во државата, можам да кажам дека крупните риби секогаш се снаоѓаат. Затоа ни е потребна дигитализацијата. Односно, секој еден наш истражител или инспектор мора да има увид и да има директен пристап до базата на податоци во другите институции. Отпочнавме процес на дигитализација, склучивме меморандум со Бирото за јавни набавки, со Централниот депозитар за хартија од вредност, со МВР, каде што нашите инспектори ќе имаат директен увид и ќе можат да ја соберат документацијата и податоци директно од таа институција, без да знае некој од таа институција, нормално со соодветен надзор и лиценци, со соодветни логови, каде што ќе биде контролирано и сето тоа. Во таа насока, дигитализацијата ни е насушна потреба за да ја заштитиме конспиративноста на нашата предистражна постапка. Дали ова значи и можеби некоја прераспределба на предмети и нека дигитализација и внатре во самата управа, кој инспектор што ќе работи, нешто во смисла на АКМИСот што го има во судовите, затоа што сепак се работи за многу големи и сериозни истраги. Како всушност се распределуваат предметите? Во нашата институција веќе е имплементиран ДМС системот, Document Management System. Тој е систем кој што го има во повеќе од 30 земји во светот. Тој е патентиран од американски обвинител и тој значи електронско отворање на предмети и електронско водење на предмети. Односно, имаме целосна евиденција и историја на предметот, имаме секојдневно следење на предметот до каде е и во која фаза е и на крајот од сето тоа имаме параметри за доказна вредност. Односно, доказите кои што ќе бидат ставени во предметот, има алгоритам кој што му кажува на самиот инспектор, односно му алармира, дали за одредена постапка има доволно докази за да поднесе кривична пријава, дали нема доволно докази, дали треба да се стопира таа постапка, дали треба да се затвори тој предмет, односно да со какво известување да одиме до јавното обвинителство. Така да овој систем е веќе имплементиран. Тоа не значи како АКМИСот, тоа не е електронска распределба, затоа што секој еден предмет има одредена специфика. А ние имаме различни профили на инспектори. Значи, еден од инспекторите е добар во делот на јавни набавки, друг е добар во делот на сметководство, трет е добар во делот на безбедност. Затоа не можеме да оставиме на таа електронска распределба, која што би била несоодветна за одредениот предмет. Добро, а значи ли тоа дека и вие како прв човек на управата можете во секое време да следите кој колку го влечка предметот, а тој кој колку го сработува? Не само јас, и старешинскиот дел, односно мојот помошник директор, раководителот на сектор, раководителот на одделение,
во секојдневниот пристап до тој систем ќе има увид во реал тајм до каде е тој предмет и какви докази се прибавени денес или вчера или во самиот момент. Една обвинителка падна заради директор на Управата за финансиска полиција, тоа е Вилма Русовска, случајот со Муареми кој што исто така потоа ајде да речеме не беше сменет, можеби сакаше да си даде оставка, али меѓутоа знаеме зашто се случуваше, затоа што се бараше увид во одредени предмети. Дали може нешто такво да се повтори? За нас практично во тоа време беше и незамисливо да не можат и обвинителите да ја следат вашата работа ако треба да ја следат. Во предистражната и во истражната постапка доминус литис е јавниот обвинител. Јас исклучително го почитувам интегритетот на јавното обвинителство. Сега во делот на нивното постапување не би навлегувал како постапуваат и на кој начин постапуваат, но сепак предистражната постапка и истражната постапка ја води јавниот обвинител. Значи ние мораме да се консултираме, да се координираме, да вршиме консултации, не можеме сами како правосудна полиција да постапуваме без знаење на обвинител. Затоа јас во сите случаи практикувам да биде известено обвинителството, да добиеме наредба и секоја една проверка која што ја вршиме да биде запознаено јавното обвинителство. Ние сме правосудна полиција која одговара на наредбите на јавното обвинителство. Колку ви се подудараат работите со МВР? Не велам дека би имале некаков надпревар, факт е дека голем дел од пријавите ги работите вие заради следењето на парите, меѓутоа дел ги работи одделот за организиран или економски криминал при МВР. Сега како е да соработувате, а да не се конкурирате, иако дај Боже па и да се конкурирате ќе има повеќе добро сработени пријави, можеби по-добро гонење на криминалот. Како оди сработите? Морам да истакнам дека имам одлична соработка со МВР и со Бирото за јавна безбедност и со одделот за организиран криминал. Еве ќе ви откриам еден факт дека во моментов го работивме случајот за Крмзов заедно со мешани тимови на инспектори и на истражители. Работиме секојдневно на овој предмет и соработката е одлична. Едноставно се надополнуваме еден со друг. Каде што не можат тие, одиме ние. Каде што не можеме ние, одат тие. Така да и во иднина ќе гледате многу случаи кои што заеднички ќе ги работиме и ќе го фатиме криминалот од сите страни. Ајде да видиме пауза за реклами за случајот Крмзов, малце повеќе за по рекламите. Останете со нас. Продолжуваме со интервјуто со директорот на Управата за финансиска полиција Слободан Ивановски. Пред рекламите го споменавме случајот Крмзов. Имавме интервју од него во една од емисиите и тој практично се бранеше дека не може да докаже ниту полицијата, ниту финансиската полиција, ниту МВР дека тој правил малверзации. Од друга страна, утврдено е дека се работи за одредени фирми од Косово, чиј собственик до денеска не е пронеден, дали и воопшто постои, каде што биле префрлани дел од парите. Исто така, можете ли да ни кажете кој точно дел вие го работите? И дали е подобро можеби за окружување на овој случај на едно место или во МВР или кај вас? По овој случај почна да постапува МВР во септември месец, мислам. И тие одземаја документација, извршија некои разговори, направија проверки, колку што јас сум информиран, и во одредена фаза од постапката се споивме. Сега не би било благодарно да изнесувам информации, само би ви кажал дека работиме заеднички, не работиме одреден дел ние, одреден дел тие, него заеднички работиме со тимовите, секојдневно анализираат одредена документација која што е прибавена од страна на фирмите и јас мислам дека за многу брзо време овде ќе излеземе со пријава или со одветен поднесок до јавното обвинителство за организиран криминал. Меѓутоа тој цело време во интервјуто велеше дека стоката, робата постои во магазините, дека сепак се работи за 500 вработени во неговата фирма. Тука е обемен можеби материјал за тоа се работи за консигнација, се работи за набавка, купување од Турција, носење во магазини, прераспределба на стоката, царинење, шпедитирање и слично. Затоа велам дека бара многу работа овој предмет и нормално секој еден кој што е опфатен во секој еден предмет ќе тврди дека е невин. Од наша страна е потребно законски да ја стераме постапката, да најдеме цврсти докази, материјални докази кои што ќе бидат подкрепка на соодветна кривична пријава која што ќе биде доставена до јавното обвинителство. Во овој момент стварно не можам да
изнесам детали во врска со овој случај. Па бога ми, за многу случаи не ми изнесовте детали, ама ајде ќе ве следиме. Една од работите што ги следевте беше и тендерите во ЈСП. ЈСП беше актуелен заради тоа што нели имаше и недостаток на автобуси во градот затоа што немале гориво заради проверка на тендерите и непродолжувањето на тендерите. Меѓутоа еве докаде сте со тој случај? Со овој случај имаме наредба од Основното јавно обвинителство Скопје. Ја одземавме целоста документација, ја анализиравме и сега ќе биде доставен соодветен поднесок, односно известување до Основното јавно обвинителство Скопје, кое што би требало да утврди дали има сторено кривично дело или нема. Значи овде сме во координација со Јавното обвинителство Скопје. Една од поголемите суми пари за која што ние го работевме во истражувачкото новинарство беше и градската куќа. Тој предмет исто така беше под наша лупа заради начинот на кој што град Скопје ја продава зградата на ЕВН и дали, еве сега се потсетив, дали вие воопшто сте го работеле тој случај, еве под допрен глас, бидејќи ние го отворивме. Да, имаме таков случај во Управата за финансиска полиција. Кога дојдов, јас видов дека уствари не бил ставен акцент на одредени предмети. Сега ставив акцент и на овој предмет, односно дадов приоритет како директор, покрај другите предмети, да се работи и овој предмет, така да имаме одредени сознанија и одредени докази за овој предмет, ама сега не би навлегувал за тоа што е предистражната поставка. Кога ќе кажете дадов акцент, ајде на колку предмети не се давале акцент претходно? Или знаете, во едно интервју претходно имаше дури и наслов дека некои предмети можеби се чувани во фиока, ама ајде нема јас така да кажам, туку со ваш речник. Па приоритетот бил даван на, ајде да кажам, помали предмети и помали износи. Значи, во овој дел од септември наваму, во овој, да кажам, временски период, дадов приоритет на поголемите предмети кои што треба да се сработат. Кажав и претходно, дека огромните суми кои што значат штета на буџет, мора да му дадеме приоритет со оглед и на тоа дека што се работи за помали казни и дека побрзо застаруваат, мораме да го пратиме и тој тренд. Добро, меѓутоа законот за попусливоста кон политичарите и доаѓа од тоа што се донесе закон со кој што тие не може да бидат гонети по службена должност и многу им се намали рамката за казнивост. Сега се прават напори тоа да се врати во нормално. Да, посебно со членот 353, така да кажам дека во огромен дел ни ги врза раците. Сепак работите со лимитирани, можам да речам, средства и инспектори. Меѓутоа, еве колку инспектори имате за гонење на финансискиот криминал? Па во Управата за финансиска полиција имало околу 30 инспектори. А колку треба да има? Па треба да има барем минимум дупла од тој број. Ја прашавме министерката и директно дали ќе ви дадат уште инспектори кога беше брифингот? Значи морам да ја пофалам и министерката и Министерството за финансии. Добро, шефица, вие сега мора да ја пофалите. Да, дека наидуваме на разбирање од нејзина страна, одобрен ни е соодветен буџет за нови вработувања и во 2025 година ќе вработиме уште доста инспектори кои што ќе значат зајакнување на капацитетот на Управата за финансиска полиција. Верувајте дека со овие 30 инспектори кои што морам да ги пофалам дека поголемиот дел во овие 6 месеца го дадоа максимумот, но сепак тоа е недоволна бројка за да дадеме приоритет на што повеќе поголеми предмети. Да, меѓутоа, еве, јас ова зашто вака ве прашав повторно за акцентирањето на предметите и за сработувањето. Сепак се тоа инспектори што ги затекнавте дел од нив. И сега зависело од менаџерот дали ќе ги акцентираат предметите или зависело од нив самите и нивната поврзаност со одредени структури. Што затекнавте и дали имате доверба во инспекторите или во персоналот што го затекнавте? Довербата секогаш се гради. Јас уште кога дојдов во финансиска полиција ги собрав сите инспектори и му кажав дека јас нивното вреднување ќе биде врз основа на папирологија, односно на резултати. Не ми е битно, односно не ми е важно кој од каде доаѓа и на кој начин влегол во финансиска полиција. Мене ми е битно колку е стручен, колку ќе го сработи предметот и какви резултати ќе ми даде. Секоја една доверба која што е дадена и која што се гради мора да резултира со резултати. Како што јас морам да дадам резултати во интерес на граѓаните и во интерес на евентуалните штети на буџет, така мораат и тие да дадат резултати. Доколку не дадат резултати, доколку не се мотивирани, доколку имаат, ајде да кажеме, некои лоши навики, нивното место нема да биде во финансиска полиција, јас тоа ви го тврдам. Најавивте нивни обуки.
Во која смисла сметате дека тие треба да бидат дообучени или доостручени? Па претежно мислам во смисла на делот на финансиски истраги. Пак ќе кажам, во 2024 година се спроведени вкупно 10 финансиски истраги, што мислам дека е премалку. Делот со финансиски истраги мора да го сватиме посериозно. Секоја една финансиска истрага која што ќе не доведе до противправно прибавената имотна корист, до одреден имот, до одредени средства, ние мора тие да ги утврдиме, да ги лоцираме и на крајот со мерката конфискација да ги одземеме, да ги вратиме тие пари во буџетот. Да, меѓутоа вие сега имате алатка за следење на сите финансиски трансакции, соработка со УИП, со Управата за финансиско разузнавање, меѓутоа не сослушувате луѓе. Или пак да, затоа што мислам дека и во минатото постоеле и предмети каде што сте повикувале и можете ли да повикате, да ги повикате луѓето за кои што вршите истраги или одредени светоци за тоа да го разговараат со вас? Можеме. И дали сте премени за тоа? Можеме, собираме известување и од граѓани, и од евентуално осомничени, и од институции, така да го имаме тоа право во делот на предистражната постапка. Значи може да ги сослушате во предистражна постапка, да, исто како што МВР би сослушала. Да, доколку имаат одредени докази или доколку сметаме дека ќе добиеме дополнителни оперативни сознанија за одреден предмет и за одредено сторено кривично дело. Иако можеби на почетокот треба да ве прашам, јас некаде при крај го оставив прашањето, колку пак е вашето искуство во гонењето на финансискиот криминал? Сте работеле во УЈП во делот на инспекцијски надзор. Меѓутоа ова е една можам да речем, истражувачка работа со поголем обем и поширока од она што сте го работеле во УЈП. Не се сомнева во капацитетите, меѓутоа колку вие можете да менаџирате со целиот систем. Кој е вашето искуство? Па јас сум магистар по правни науки, со положен правосуден испит. Во делот на Управата за јавни приходи работев во, условно кажано, во сите сектори. Одреден период работев и во делот за даночно затајување, кое што е едно од кривичните дела кое што го истражуваме во финансиска полиција. Имам доста искуство во делот на УЈП, во делот на тие финансиски малверзации, во делот на контроли и сметам дека ќе дадам значаен допринос во Управата за финансиска полиција, но сакам да истакнам и друга работа. Значи, покрај одредена стручност, многу е битно и менаџирањето. Вие колку и да сте стручен, доколку вие не знаете да го изменаџирате одреден проблем, а секојдневно се соочуваме секоја една институција со одредени проблеми. Колку и да сте стручен, ако немате менаџерски способности за сето тоа да го изменаџирате, вие ќе имате проблем и таа институција нема да може да функционира. Колку вкупно вработени се? Околу 60 и нешто. Дали трпите притисоци? Ајде, реков на почетокот, многу голем број од истрагите се од владењето на минатите функционери и директори. Меѓутоа, дали еве до сега сте имале конкретни притисоци за било кој предмет? Се работи за големи суми? Ајде вака ќе кажам, дека не сум дозволил до сега да допре притисок до мене, затоа што не сум оставил простор. Јас кон никого немам концесија. Значи, јас сум дојден со честна намера, јас сум дојден оваа институција да биде образ на оваа држава. Секогаш имате притисок кога некого на некому должите. Тогаш тој некој сака да изврши влијание врз вас за да направи некаква си ургенција за одреден предмет, но јас тоа не го дозволувам. Без разлика за кој човек се работи, јас ве уверувам дека притисокот нема да ме поколеба да го сработиме секој еден предмет професионално. И не заборавајте, ние како правосудна полиција, нашите одлуки влијаат врз човечки судбини. Човечките судбини зависат од нашата кривична пријава. Затоа таа кривична пријава, која што е поднесена, без разлика за кој случај, опфаќа одреден таргет на луѓе кои што имаат фамилии. Ние мора да бидеме издржани, мораме да имаме цврсти материјални докази врз основа на кое што ќе ја подкрепиме секоја една пријава. Затоа ве уверувам дека и да има притисоци во иднина, тие нема да влијаат врз основа на моето работење. Со оглед на тоа што имате многу пријави, се уште не се стигнати до судовите, се работите и во обвинителството. Како е вашето чувство, оти нашето е многу лошо, кога ние ќе откриеме предмет, ќе отиде во обвинителството, ќе го чекаме долго време да отиде на суд, кога ќе отиде на суд, ќе помине времето,
па нема да бидат осудени затоа што застарел предметот, затоа што се сменил законот 353 или заради некои други причини? Па, јас пак ќе кажам, ние сме само првичниот дел на оваа постапка. Јас себе би ги охрабрил и обвинителството и судот да почнат да постапуваат и да ги процесуираат што побрзо овие предмети. Знам дека и они се преоптоварени, но сепак да дадеме приоритет на големите предмети. Значи, овој народ, овие граѓани до сега се изнаслушаа владење на право, се изнаслушаа дека секој еден ќе одговара, но сепак јас сакам да го видам тоа на дело. Господин Ивановски, ви благодарам што бевте дел од ТОП тема и ви благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас, ми беше чест што бев гостин. Ви благодарам многу за вниманието. Останете со програмите на Тилма. Од мене пријатна вечер.